Без пат може да се преживее, ама без вода никако, бидејќи немаме со што раце да се измијаме, немаме вода за пиење, нашите татковци, баби, дедовци одат до другите села за да ни залеат вода или одат директно во планине, но иде сат пешачат, сат и пол, за да ни донесат нас вода дома, за да се напијаме и да се измијаме. Ако не ни се бунарите, ние би останале без вода. А има доста куќи во село кои што немат и бунари. Па во село, вака јас како 17 годишник, има многу услови кои не ме задоволуват. Мене ми требат основи за живот, а основи за живот овдека немам, пат немам, вода немам. Купати имаме, вода за кога имаме, кога не. И јас сакам убаво да си живеем во добри стандарди, кои не ми се овозможени тука. Душата ни знае. Душата. Тракторот ќе пошкаш има негде извор, ќе наполниш туби и така. Претежно од бунари, 90% од бунарите, дедовците ќе копале некош. А од бунари не за пиење, не испита, мора да пиеш. Тоа е. Значи, од планина донесовме по природен пат. И години време помина и не задоволуваше капацитет малце беа извори. После дојде оландска година, оландска бушатина направија долу, прегорела пумпата, нема, не се воведе убав ред, значи не се направи ништо. Се ископа, се закопа црева, ништо. Значи страдаме за една капка вода. За пиење да има, што се вели, ако не за други. Јас сум Гоце од Дрновци, жител во село Дрновци, имаме катастрофален пат, немаме ни пат, ни вода, на оваа жестина од 40 степени немаме ни капка вода, ни за мијање, ни за пиење. Пат никаков, катастрофален. Пред 40 години граден асфалт, сијо ископан дупки, што не може да помине ни трактор, а камоли кола. Во 21 век. Не иди во обзир брза помош, ако не можеш да се снајдиш од село тука некој роднина, пријател, комшија, не можеш да го однесиш, ќе ти умри човек. Такси да порачаш, не ти иди такси. До пола пат треба да носиш во трактор, во количка, па да дојдеш со колата, па да го префрлиш и да го однесиш, ќе умри. Водопијачани сега учам, па исти се условите. Пенџаниња немаме, пукнати се кога врни влегова вода и баш ние седиме одделено од струјата, ама има некои деца што седат директно до струјата. И некогаш се случуваше и да фрла искри струјата и многу пати наставниците не преместуваја. Немаме оџаци, исто така и во зима на училиште пишуваме со бунди, бидејќи ладно. Кој че ни студеше паливме оган и почнуваше од оганот да чади многу и мора не да слеземе кај другата или каде што нема шат, кај другата училница или тие од првото, трета каде што учат да дадат кај нас ако има кај нив чат. И мора не така да правиме.
Училиште да се загради подобри услови, да има допијачани училиштето, пенџарина, штекерите да се направи исто така и овде да има вода, штекери, интернет да има. Се јас сакам, тоа да ги има. За 5 години нема никој да остане. Кој ќе седи овде? Едно јас што ќе нема кај додам, што има 50 години, 60. И коме надојде што се млади, тоа е златни деца. Нема, жалосно е. Секој ќе избега. Придеше на вечер после 18 часот или ако е жешко после 18:30, избегуваме деца овдека. Играме мало фудбалче, 6 на 6, 5 на 5, зависи. Со тутун жито му помагаме најчесто, одиме на нивите. Колку можеме му помагаме за вреќите, трактори потеруваме и така. Не ни е интересно на телефони баш, дека излегуваме во поле, му помагаме на нашите родители. Не сме учени многу на мобилните да дреме. Во село во кое има услови за живот е убава. Ма во село кое нема услови за живот не е баш убава.